А сега повторно ќе се завртам на мојата десна страна, со оглед на тоа дека Ирена ја имаме и втората гостинка ова утро, низ Добро утро секој утро. Јас ќе ја поздравам професор доктор Валентина Муцунска од Универзитетот во Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте, пак ќе најавиме и новитети најверојатно, но и сепак ќе се зборува за најатрактивните насоки за студирање на младите токму на вашиот факултет. Добро утро до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Разговорот со Ирена и како што го најавивме за темата, сигурна сум дека сите оние кои што имаат во план да се запишат на вашиот факултет, сега со внимание ќе ве слушаат. Да, на нашиот универзитет нудиме доста атрактивни струки. Повелете. Благодарам. Уште еднаш еве официјална најава. Ова утро наша и ваша втора гостинка во Добро утро секој утро е професор доктор Валентина Муцунска, која што ни доаѓа од Универзитетот во Скопје. Професорке, добро ви утро. Еве официјално добро ни дојдовте во утринската програма. Доаѓате од Универзитетот овде во Скопје. Експерт сте за односи со јавност. Ме интересира во поново време веќе младите генерации се повеќе пристапуваат кон дигитализацијата. Колку и како дигитализацијата, ова модерно живење го менува нашиот начин на живот? Не само на младите луѓе, туку на сите нас. Има една доста драстична промена која што се случува во новиот милениум и таа се должи на техничко-технолошките иновации кои што интензивно се генерираат и се лансираат во светот, во кој што бизнисот е засегнат од сето тоа, образованието е засегнато и сите сегменти на општественото функционирање. Станува збор за неколку генерации кои што се под влијание на информатичко-комуникацијската технологија, почнувајќи од така наречената милениум генерација или милениумска генерација во која што и ние во подоснежните години навлегуваме и сакале или не сме принудени да се вклопиме во едно ново време, на нов тип на функционирање кое што нуди нови предизвици и во кое што фокусот мора да биде малце поинтензивен за да може да се имплементираат и иновации во секојдневното функционирање, но и во бизнис заедницата. Од аспект на тоа дека ние како универзитет треба постојано да работиме и да ги следиме иновациите, се соочуваме со ситуација во која што треба да едуцираме една така наречена генерација Z, која што се родила и се оформила како личности во време на доминација на дигиталните технологии, заради тоа што и во семејната атмосфера и средина од нивните родители тие добиваат први сознанија и првите смарт телефони со кои што почнуваат да оперираат и да ги користат, тие се одликуваат со еден сосема нов когнитивен код, значи нов стил на размислување, нов стил на формирање како личности. Живеат во време кое што е итекако турбулентно, поради геополитичките и геостратешките турбуленции, поради климатските промени и последно и најсериозно беше ковид пандемијата која што остави итекако големи траги, дури и денес се чувствуваат. Тие дури се репетираат, односно се повторуваат. Така да кога ја спомнуваме дигитализацијата, професорка, неизбежно е да ја споменеме вештачката интелигенција, која што веќе во последно време зема се поголем замав. Какви се вашите видувања околу ова? Вештачката интелигенција на глобално ниво се уште е во фаза на имплементирање. Значи, кажувам за најнови сознанија, емпириско екзактни научни сознанија и истражувања кои што се направени во развиените економии. Затоа ние на нашите простори, дури и во Југоисточна Европа, се уште не можеме да говориме или да дадеме некои параметри и индикатори дека вештачката интелигенција е широко прифатена од страна на бизнисите и во образовните институции. Значи, можеме да кажеме дека
се уште дури и мега конкурентните компании на глобално ниво почнуваат да ги трансформираат своите дејности, односно бизниси, и да се фокусираат на инвестирање во вештачката интелигенција. Таа ќе биде и текако доминантна. Телата и органите кои што функционираат во состав на Европската Унија даваат проекција за потребата од вештини и учење до 2030 година, и токму се фокусирани на тоа како треба да бидат дизајнирани курикулумите во образованието и креираат таксономија на вештини кои што ќе им бидат потребни на овие и на идните генерации со проекција до 2030 година. Тоа значи дека вештачката интелигенција од страна на одредени научници дури се вели дека за 5 години нема да може човекот да разликува дали комуницира во реален или во виртуелен свет користејќи. Навистина за 5 години дури. За 5 години, да. Затоа што Европа се уште, нели другите развиени економии се уште се во фаза кога вештачката интелигенција во однос на примената и во образовните системи и во бизнисот се уште е во почетна фаза. Значи не е тоа некоја повисока фаза. И последните сознани информации се дека почнуваат веќе тие алатки кои што се базирани на вештачка интелигенција да се надградуваат, што значи дека она што значеше информатичка технологија со користење на други софтвери и платформи ќе остане како анахронизам во минатото, а ќе биде доминантна вештачката интелигенција. Така да, тука станува збор сега за еден друг проблем со кој што ќе се соочи таа генерација Z, која што ние во моментов ја едуцираме. Да, персонализираноста која што е како изразена во време на доминација на дигиталните медиуми, ќе дојде во момент на сериозна криза. Дали јас комуницирам со самиот себе или комуницирам со некој бот, односно роботи кои што ги креира таа вештачка интелигенција. Навистина, не знам како да го искоментирам ова што го кажавте, дали е позитивно или негативно. Може би до некаде, ама сепак мислам дека треба вака комуникацијата, човечноста да си се задржи макар и во иднина, да не е тоа сега комуницирање или со робот или така некако. Да се вратиме сега во контекст, се извинувам. Јас во контекст на она што велите за face-to-face средби, тет-а-тет или така средби и комуникација, одржување на социјална интеракција во реална средина, не во виртуелна средина. Посебно сакам да истакнам дека значи зборувам јас исклучиво за научни, екзактни, емпириски истражувања и индикатори добиени од нив. Значи не е тоа мој субјективен став, но тоа се релевантни индикатори кои што ние сакале или не сакале мораме да ги следиме и да ги применуваме во нашето работење. Во однос на човечноста која што вие кажавте, има еден интересен факт кој што покрај таа можеби самоизолација која што е карактеристична за денешнава, односно за таа генерација Z, тие се како фокусирани на креирање и подобрување на етичкото работење, значи во бизнис заедницата, одговорноста на бизнисите не само да се занимаваат со одредена дејност за да профитираат, туку и да дадат свој одговорен придонес во развојот и поддршката на подобрување на животот во заедницата. Што значи дека етичкиот момент е како застапен кај таа нова генерација. Да се вратиме сега на активностите на Универзитетот Скопје. Еве, убав вовед си дадовме за почеток. Она што сите некако помалку не загрижува е одливот на млади таленти. Сега често пати поддржани од семејството, најчесто пати поддржани од семејството, заминуваат младите студенти, да кажам, да студираат во странство. Факултетите во странство, поготово приватните, даваат одлични услови, даваат стипендии. Според вас, какво е вашето видување околу одливот на наши таленти надвор? Ситуацијата во однос на статистичките показатели е алармантна во однос на одливот на таленти од Македонија, но од друга страна јас ги читав последните
статистики на телата во состав на Европската Унија, ОЕСД и посебно УНЕСКО, кои што се занимаваат со таа проблематика. И недостатокот или одливот на таленти не е специфика или алармантна состојба само за Македонија. Тоа е Туку е на глобално ниво, затоа што не говориме за свет без граници, во кој што транзицијата и флуидноста се и како доминантни. Станува збор за една нова парадигма на функционирање на младите, посебно на младите луѓе на таа генерација Z, па и милениумците влегуваат во таа група, на кои што им се дадени многу можности и многу избори. Во Македонија постојат услови за задржување на таленти. Има една веб страна Таленти МК, која што мене лично ми импресионира. Но, мислам дека јавноста не е доволно запознаена со сите можни алатки, дигитални алатки кои што им стојат на располагање за да можат да се интегрираат или да воспостават социјална инклузија дури за професиите кои што им се нудат. И таа е многу добро конципирана. Нормално, бенчмарк се одредени такви платформи кои што функционираат во развиените економии, но во секој случај, секој кој што е заинтересиран за работа може да се логира и регистрира на Таленти МК и на тој начин компаниите да можат да направат селекција или избор на профил на кадри кои што на нив им се потребни. Кога ги споменавте професиите, како еден млад човек од 18 години, само што завршен средно образование, како да се одлучи за својата идна професија? Еве, вие сте професор во Универзитетот Скопје, што вие би им препорачале на оние кои што се уште се немаат одлучено? Како да знаат која ќе биде нивната идна професија со која што ќе се занимаваат до крај на живот? Многу едноставно е сега, достапот до информација е неверојатен, така да тие ги следат сите нови информации, сите промени кои што се случуваат и во однос на професиите. Може би делуваат малце интровертни и имаат исклучително персонализиран однос во однос на комуникација, социјална интеракција и така натаму, но ги следат иновациите, а ние како едукатори, како универзитетски професори имаме одговорност да ги едуцираме и средношколците. Значи, како универзитет, ние постојано во континуитет негуваме партнерски односи со сите заинтересирани и засегнати страни за добро образование или квалитетно образование на било кое ниво, посебно на ниво на високо образование, што значи дека имаме перманентна комуникација со средношколците и на тие средби преку кои што го промовираме универзитетот им ги пласираме информациите во однос на атрактивни професии и токму ние како универзитет ги следиме тие трендови на глобално ниво и имаме факултети. Кои се најбарани сега кај вас во моментот, најбарани студии? На што најмногу се запишуваат студентите? Па на факултетот за информатика има доста голем интерес затоа што едината е во тоа, на факултетот за меѓународен маркетинг менеджмент исто така, заради тоа што гледаме дека сите компании се фокусирани и инвестираат, значи билиони евра се инвестираат во маркетинг, креирање на маркетинг стратегии, креирање посебно во маркетинг за да може да се промовираат брендовите кои што тие ги пласираат на пазарот и да допрат до потрошувачите. Исто така за факултетот за менеджмент на човечки ресурси имаме заради тоа што станува збор, ги спомнавме талентите кои што се исклучително важни за постојано иновирање на секоја корпорација и одржување на едно високо конкурентно ниво, така да и како е важно да има експерт во однос на менаџирање на интелектуалниот капитал, односно на вработени во било која корпорација кој што ќе ги прво препознае талентите, а потоа ќе умее квалитетно да ги менаџира за да може да ги задржи. Значи целиот свет и дури развиените економии се соочуваат со тој проблем како да ги задржат талентираните работници, заради тоа што станува збор за промена уште на еден сегмент во однос на функционирањето во бизнисот, а тоа е
трансфер од синхронизирано во асинхроно работење, што значи дека еден експерт кој што или еден професионалец кој што сака да изгради успешна кариера, тоа не го прави само во една корпорација. Тој истовремено, односно паралелно по неколку часови работи во различни организации. И најновите статистики укажуваат на тоа дека во однос на регрутирање на таленти, заради тоа што Европската Унија во моментот има проекција за тоа кои се, како што реков, вештините кои ќе им бидат потребни на на пазарот на трудот, на работната сила на пазарот на трудот, и затоа креира еден базен за таленти, посебно за земјите кои што не се членки на Европската Унија. Значи, сега ние треба сепак сите работи да ги гледаме од перспектива на развиените економии и на институции кои што исклучиво се фокусирани само на тој, како што се нарекува во некоја колоквијална форма, лов на таленти. Да. Сега, во интерес на времето, би сакала само да го искористиме моментот, да кажеме како Универзитет Скопје е подготвен за предстојната академска година и да ги споменеме стипендиите, бидејќи сепак вие ги препознавате тие млади таленти, нели? И си сакате да ги задржите еве и кај нас, како талентирани, како млади успешни кадри. Како сте подготвени за академската година? Нема инцидентен начин на подготовка за нова академска година, значи ние во континуитет се подготвуваме, заради тоа што живееме во хипероперабилно и динамично време, така да инцидентот веќе не постои, туку постои континуитетот и како резултат на лидерството на ректорот на универзитетот, професор доктор Раце Миленковски, во многу институции, високообразовни институции во Македонија за време на пандемијата, кога никој немаше платформи за онлайн учење, ние тоа го веќе имавме апсолвирано. Не подготвени, него ние го работевме тоа пред да почне пандемијата, што значи дигитализацијата е на највисоко софистицирано ниво. Ние имаме комуникација во физичка форма на универзитетот, но ги користиме сите дигитални алатки за достапност на информации и комуникација со студентите во минимум време, максимум да добијат квалитетна услуга. А во однос на подготовките, тие течат, како што реков, во континуитет. Да. Ако нешто значи, јас би кажала дека како академски кадар ние се она што е промена во однос на трендови во областите на туризмот, во факултетот за туризам, човечки ресурси на тој факултет, маркетинг, информатика, правевме некои освежување или рефреширање на информациите, го рефреширавме и интериерот, имаме изворени услови за студии во кои што нормално таа генерација бара и комфортност, максимално внимание, но и поддршка. Тоа е динамична генерација која што има големо ниво на самоиницијативност, големо ниво на фокусираност. И само да споменеме на крај за стипендиите. Веќе ги доделивте минатата недела, така? Да. Не е тоа, исто тоа е континуитет. Континуитет е така? Да. Од самото основање на универзитетот ние сме високообразовна институција, односно универзитет кој што еден од приоритетите кои што ги негува е општествено одговорно работење. Значи не се таму само стипендиите кои што ги доделуваме, ние имаме изворедна соработка и поддршка на сите релевантни субјекти кои што функционираат во нашето потесно и пошироко окружување. Значи ние донираме и спонзорираме настани од областа на спортот, на културата, на уметноста, образованието од најниско ниво па до највисоко, и она што беше ваше конкретно прашање е стипендиите кои што ги доделивме на еден настан бај самар, односно лето што беше во организација на убавина и здравија. Таму доделивме стипендии на присутни кои што се заинтересирани да го продолжат своето образование, и тоа е еден гест кој што укажува дека сепак и покрај тоа што ние сме приватна високообразовна институција, водиме грижа и за оние кои што
сакаат, а немаат можност да. Професорка, ви благодарам многу за гостувањето. Широка тема на вистина, имаме уште многу што да разговараме, меѓутоа да оставиме за некоја од овие теми кои што не успеавме да ги начнеме во целост за едно идно ваше гостување. Ви благодарам, сега ќе ве ослободиме да си се вратите на вашите работни обврски и до скоро видување. Благодарам за вашата покана, ми беше чест и задоволство. Благодарам и јас и посакувам уште поголеми успеси на Универзитетот Скопје, од ова што сега имавме можности да го слушнеме. Секоја ви чест и се надевам, како што кажа Ирена, и повторно ќе ни бидете гости за некои други тематики.